Почитувани медиуми, почитувани сограѓани, денеска имам задоволство да објавам заживувањето на еден од капиталните проекти кои што беше ветувани во мојата предизборна кампања, а тоа е еден капитален опсежен проект кој што беше наречен Урбан мост и кој подразбира уредување на каналот Свети Илијски порој, така наречен, со градење или реализација на две сообраќајници паралелни со овој порој и со изградба на фекален колектор кој што би требало да ги решат инфраструктурните проблеми на овој дел од градот кој што станува ново градско јадро во нашиот град и кој што во една догледна иднина ќе го добие своето комплетно значење. Знаете дека овде никнува една голема населба, тука се актуализира и населбата Софилар, кој што сметаме дека со овој проект ќе ги приклучиме кон постоечкото градско јадро и ќе решиме инфраструктурни проблеми кои што сега веќе очигледно се наметнуваат како проблем во нашата општина, значи протокот на луѓе во концентралното подрачје од овој дел на градот станува проблематичен, а со овој голем проект сметаме дека ќе се решат овие проблеми и за сега и за секако за воиднина. Имам задоволство да најавам дека владата веќе донесе одлука во која што го прифати овој наш проект како еден од значајните проекти меѓу повеќето инфраструктурни проекти кои што беа аплицирани од други општини. Еве, ние аплициравме со овој кој што пред малку го објаснив и веќе се обезбедени средства во висина од 1,4 милиони евра кои што треба да овозможат реализација на едниот сегмент од овој поголем, поопсежен проект. Воедно би сакал да напомнам еден проблем кој што го тишти овој дел, овој сегмент од градот, а тоа е населбата Софилар. Од Светска банка веќе е обезбеден грант кој што треба да ги реши најпроблематичните две улици во овој сегмент од градот, нешто што долго време нашите сограѓани го бара и ние го ветувавме, еве веќе имаме конкретни опипливи би кажал докази дека ова ќе биде реализирано во предстојниот период. Ова е, значи, јас напомнав дека овој проект е покомплексен и содржи три сегменти би кажал, значи уредување на самиот порој од каскадата така наречена, кај што еве сега се наоѓаме, до вливот во река Водочница. Тоа е еден подолг сегмент. Паралелно покрај овој порој планирани се две сообраќајници кои што би требало да го растеретат и канализираат сообраќајот од ова градско ново јадро кое што никнува и кое што се наметнува со својот волумен. Значи две паралелни сообраќајници и изградба на фекален колектор кој што треба да ги прифати отпадните води од овој дел кој што станува се поголем до прочистителната станица. Значи проектот е во целост доста замашен, доста скап и би кажал визионерски за иднината на развојот на нашата општина. За сега со сигурност, значи, обезбедивме средства за уредувањето на поројот. Тоа е проект кој што општина Струмица го аплицираше до владата, кој што е направен во пред известно време, значи технички обезбедена е цела техничка документација со одобрение за градење, подразбира бетонирање, уредување на поројското корито со камени облоги и отприлика од градежен аспект тие се некои елементи кои што ќе ги содржи и понатаму втора фаза, кажав, сообраќајницата и овој фекален колектор. Мислам дека отприлика така изгледа во кратки црти овој проект.